Нема пари од државата за најмасовната манифестација на отворено во земјава Струмичкиот карнавал. Иако организаторите аплицирале на повикот, ресорното Министерство за култура одлучи да не додели ниту денар за манифестацијата која со години добива признание од земјава и странство. Организаторите сметаат дека Министерството за култура со години го маргинализира Струмичкиот карнавал. Струмичкиот карнавал годинава не е прифатен, проектот на Струмичкиот карнавал не е прифатен. Од кои причини еве очекуваме деновиве да добиеме допис од Министерството. Морам да напоменам, минатата година добивме 100.000 денари кои беа понижувачки за нас и градоначалникот не го потпиша договорот со Министерството за култура. Секако средства ќе има, општината стои зад карнавалот, големите наши поддржувачи. Од Министерството за култура информира дека Струмичкиот карнавал бил одбиен бидејќи немал потврда дека е прогласен или регистриран како културно нематеријално наследство од Управата за заштита. Од оваа причина, ниту годинава, ќе нема помош за подобри маски. Имаме повеќе средства, ќе имаме повеќе пари за да ги направиме маските побогати, да им партиципираме со поголеми награди или еве ако добиеме ние средства од Министерството, ние можеме да ги помогнеме сите карнавалски групи со некои средства кои ќе допринесат за збогатување на карнавалот. Секако и програмските содржини ќе бидат побогати. Но не знам, еве, јас сум длабоко разочаран од односот на Министерството. Годинашно издание на Струмичкиот карнавал ќе започне на 22 февруари и ќе трае до 1 март. Главното дефиле на 25-ти, кога низ Струмичките улици се очекуваат околу 2000 маски, од кои 600 ќе бидат од странство. А во Струмица се очекуваат повеќе илјадници посетители.